Вардар не издржа меѓу два огна на стадионот во Чаир, го изгуби дербито против локалниот ривал Шкупи со 2:0 полувреме 1:0. Нивото на играта беше различно на одделни делови и одделни периоди од 90 плюс 5 минути. Во целина нема поголеми забелешки на она што домакините го прикажаа од играчки агол, она што фудбалерите го демонстрираа, и головите на Арби Воша во 26-та минута и на Исуфи во 74-та минута му донесоа 3 нови бода на Шкупи во борба за челните мести на табелата. Вардар одигра на периоди добро, имаше 2-3 добри шанси да постигне гол, дали почесен, дали изравнувачки во оваа прилика и седно. Меѓутоа и овој пат се покажа дека нападот на вардарците е доста неефикасен, неснаодлив во таа завршница и во два наврати кога Глишич упати во леј удар со левицата и голманот одбрани немаше кој да ја закачи. Во првото полувреме Лемос по левата страна имаше еден добар пробив, добро нафрлување на метр, 2-3 можеби од самата голинија, немаше Вардаров јунак да ја спроведе топката во мрежата. Фудбалерите на Шкупи, предводени од баш стрелците и Суфју и Воша, играа на моменти навистина агресивно, напаѓачки, се гледаше желбата да стигнат до трите бода. Она што станува во сенка на она што се случуваше доле на зелената трева е навивачите на домашниот клуб кои во текот речиси на сите 90 минути фрла петарди на самиот терен и навистина по малку и чудно што навистина добриот судија Димитар Пелешков од Штип некако не најде за сходно во тие моменти да ја прекине играта. Тоа е сепак судиско видување, меѓутоа од надвор, од навивачки агол, од новинарски агол, од агол на публика, ова не личеше и не соодветствува на регуларните услови до кои треба да се игра. Настрана фрлените бакли внатре во теренот од навивачите на домашниот Шкупи, за кои веројатно домакините ќе сносат санкции од Фудбалската федерација на Македонија. Токму тој навивачки оган некако создаде можеби и тивок притисок на самите фудбалери, на секако на домакините во позитивна конотација, на вардарците кои на некој начин беа и вербално навредувани од навивачите на Шкупи, создаде можеби една мала доза на нервоза на која навистина не можеа да одговорат долу на теренот, фудбалски гледано, на сите овие прилики. Во таа насока на стадионот на Чаир, каде што игра Шкупи, имаше добро обезбедување, дури и засилено обезбедување. Самиот натпревар помина без некои големи инциденти, иако по завршување на натпреварот она што се фрлаше кон фудбалерите на Вардар за среќа не донесе до поголем инцидент или некој од фудбалерите да биде погоден со шише вода, со баклја или со некоја петарда. Да ремизираме на стадионот Чаир, Шкупи Вардар 2:0 полувреме 1:0. На победата на домакините не треба да се гледа во зави. На Вардар му останува она што е и главна цел на стручниот штаб, на раководството, па и на самите фудбалери, да не речам и на сите поддржувачи на црвено-црните, дека дербито на есенскиот дел, надпреварот кој на некој начин ја решава понатамошната судбина на Вардар во оваа борба за гол правилешки живот, доаѓа наредната недела за 6-7 дена, кога во Скопје на стадионот Борис Трајковски треба да гостува екипата на Воска Спорт. Надпреварот по Шкупје е минута за Вардар, поразот останува забележан на табелата, Вардар останува на 11 бодови и сите сили, сите можности, целиот капацитет фудбалски на стручниот штаб, на раководството, па и на Вардаровите навивачи треба да биде насочен веќе кон средбата против Воска Спорт, во која Вардар едноставно мора да победи и да ги освои трите бода.
Мијалче Дургутов, продукција Скок, од стадионот Чаир, Шкупи Вардар, 2:0, полувреме 1:0.
Pusti mi go gura, aje,